Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Ова е рубриката Да си кажеме. За мојот денешен гостин не е потребна посебна најава. Тој е еден од нашите најпознати, најпродуктивни и најнаградувани театарски режисери, признат не само дома, туку и на европската сцена. Слободан Унковски, професоре, добро утро, добре дојавте во Телма. Добро утро. Така бе. Како сте, како ви оди? Па, као времево, во ред. Комплицирано се разбира. Дали сте задоволен од животот, од постигнатото, дали живеете квалитетен, исполнет живот? Дали сте задоволен на крајот самиот од себе? Па, знаете како, пред некој време прашам на едно место кај што мора да дефинирам дали сум бил среќен во тоа што сум го поминал. Да, сигурно, затоа што имав можност да работам на озбилни места со озбилни луѓе, со многу квалитетни актери, со големи театри, големи проекти, доста и на телевизија се разбира и да, сум, апсолутно. А по оваа генерална оценка вака накусо, што од оваа перспектива кога би можеле да го вратите времето назад или би му порачале или би го посоветувале Унковски од пред 20 или 30 години? Кои грешки да не ги направи? Па, не знам, некои драматични грешки сега вака на брзо не може да се сетам сигурно. Меѓутоа стално се обидев да направам свој театар, не заради некакви приватни, така да кажам, менаџерски или финансиски аспекти, него мислев дека е добро една естетика да има едно свое место, и актерите да се формираат према одреден режисер, значи во случајот со мене, и да се развие една нов правец, да речеме, во театарот. Тоа не успеав, а потрошив доста време, значи со мала станица и со кинокултура и така натаму, по 4-5 години. Тие беа значени години за луѓето што работеа тамо, бидејќи од нив се развија многу интересни автори, актери, писатели и така натаму. Меѓутоа, доста енергија вложи во нешто што некако беше од самиот почеток осудено на пропаст, бидејќи немаше ни тогаш, а мислам ни сега, доволно разбирање и доволно поддршка на проекти што се нови, даваат можност за развој на една поинаква култура. Кренавте раца конечно или сепак постои како желба се уште, како неостварена цел? Па ја мислам дека со овие 4 години што ги поминавме со една група луѓе во кинокултура, направивме една, така да кажам, докажавме дека таков модел може да постои, меѓутоа ако нема поддршка навистина и од државата, тешко ќе обстои. Со тоа сигурно веќе нема да се бавам, имам 74 години скоро, така да немам време да стартувам нешто ново, меѓутоа имам интерес да работам представи и да се бавам со моите поранешни студенти, да се гледам и со други актери, се разбира. Да, еве и непосреден повод за ова денешно ваше гостување е вашето враќање во Македонскиот народен театар со представата Сите сме птици по 9 години. Што значи за вас ова? Па знаете како, јас во МНТ не можам да се вратам, бидејќи никогаш не сум бил до крај во МНТ. Парадокс е дека јас, например, имам повеќе представи во Белград, во Југословенско драмско, отколку во Скопје, во МНТ. Тоа зборам, значи, од 71 година до сега, за овие 51 година што се бавам со режија. И МНТ е еден од театрите со кои што работам, сакам да работам и така натаму. Во секој случај, прилика да надокнадам некои изгубени комуникации со актерите што ги ценам таму и што се значени во Македонскиот театар и со еден текст што ме интересира и мислам дека одговара за таму. Свесно го употреби во прашањето зборот се враќате во МНТ по 9 години, со оглед на вашата дамнешна изјава дека нема да влезете во тој златен театар. Веројатно мислејќи дека нема да работите во МНТ? Да. Зошто си го погазивте зборот? Јас мислев дека и уште мислам дека е тој театар премногу скапо платен, дека се потрошени премногу пари за нешто што не е толку скапо. И тогаш зборев дека таков театар во Белград, например, се слични театри правени кои што немаат толку злато, меѓутоа иста функција, во тој период се правеа за половина од тие средства што беа потребни. Мислев дека, како да ви кажам, дека после толку време од кога помина, од кога се отвори тој театар, дека имам право да дојдам и да сум тука, да сум во Македонија. Тоа се наши
наши се средства, нашиот театар. Многу размислував дали треба да се вратам после тоа што го реков, точно дека реков и единствено прашање кое што очекував да ми прашате денеска беше тоа, бидејќи тоа е нешто што се знае. Јас имам во Скопје една голема публика, имам едни луѓе што ме сакаат и во тој театар и мислам дека тоа ме натера да се вратам. Неспорно е дека Унковски го заслужува МНТ и МНТ го заслужува Унковски. Прашањето беше токму поради тоа што си го погазивте зборот од оваа перспектива од 9 години. Ако тогаш Вете, не секов тамо со крв него напишав тоа, него го реков навистина така мисля во тој момент и некој мисля дека не треба никога да се вратам. Тоа беше суштината и поминав еден долг период на размислување дали треба дали не, еве сум тука, сега ќе видиме. Како гостин сте влегле во театарот, како се чувствувате таму? Не ви се допаѓа? Не може да кажам дека ми се допаѓа. Значи тоа видите, во театри, во сите театри во свет кај што сум работел, а сум работел и во Америка и во Германија и на други места, има еден дел што е показен, значи фоајето, публиката кај што и другиот дел е работен. Работниот дел е ваков као што е и кај вас. Мислам, значи се гледа цигла, се гледа други работи, нема потреба од никакви злата, други работи позади, огледала и така натаму. Вамо во МНТ имате лустери во канцеларија, имате злата во канцеларија, имате се, само функцијата е изгужвана. Така да гледам да одам повеќе на сцена, помалку да се мотам по тие просторите други, кои што свршиле работа во тој момент, меѓутоа не значат ништо за луѓето што работат натре. Нив им треба услови за работа, а на публикава може би треба сјај. Во Висбаден, кај што работев неколку пати, има огромен барофен театар, навистина прав театар, голем барофен, кај што е се као што од ова 100 пати поголемо и позначајно, меѓутоа е работниот простор, работен простор и тој таков треба да биде. Добро, но кога би го споредиле новиот театар, тој златен театар што вие го нарековте со, например, зградата на Драмскиот театар, паралелата не знам каква би била, меѓутоа во Драмскиот театар покривот прокиснува на секој поголем дожд, урнисана е целата зграда пред да се распадне. Веројатно подобро едно такво барокно здание отколку едно никакво како во Драмскиот. Секој што би бил против градење не бил во ред, не затоа што мислам дека ние мора да идеме напред. Прашање сега на вкус и на естетика и на контрола на парите што се трошат, не? Драмски е една барака изградена од англичаниве со подршка и на други земји и која што се ширеше, после се додаваа разни простори и нормално дека му е поминат векот на трајање. Театрите се трошат многу брзо бидејќи се имат интензивни акции, случуваат разни работи таму и технички има захтеви, така да е Драмски еден театар што зборам за зградата. Можам да кажем и за театарот што мислам. Меѓутоа за зградата е навистина во една дерутна состојба и таа не може да се поправи. Таа може само да се урне и да се направи на нејзино место еден мал камерен театар како што треба да биде Драмски конечно. За современа драма, за современи текстови и така натаму. Да не останете должен, рековте, би кажали за театарот, за ансамблот мислете или што би кажале за Драмски? Не, би кажал за политиката. Драмски во последниве не знам колку години се сменија многу директори таму, се сменија разни работи и мислам дека театарот изгуби еден компас и кај се движи. Порано беше едно јако значајно место на македонската драма. Например, тамо се игра македонски драми, тамо ги одигравме не само Горан, и други, цела низа на автори на времето. Така да тој некој аспект се изгуби малку и се изгуби естетскиот профил на театарот, како рече. Добро, но така генерално мислам јас, се разбирам, може да не сум оправдан. Оценката што ја давате за Драмскиот театар веројатно би можела да биде и генерално за културата во Македонија и за другите театри, бидејќи во многу други театри се менуваат често директори, нема некаква долгорочна стабилност. Знаете како, чисто да дам еден пример. На Запад, да речеме, директорот многу често се бира на 7 години. И кога ќе поминат 5 години од неговиот мандат, се кажува кој ќе биде следниот директор и дали тој ќе продолжи. Значи, 2 години пред да му заврши мандатот, ако се прави промена, следниот директор веќе прави подготовки и ја зема целото искуство претходно да го развие понатаму. Кај нас во Генерално е прашањето на културата, колку ова не држава, нација воопшто, што не е се кај државата, малце и кај граѓаниве, сигурно кај нас,
а тоа е колку навистина мислиме дека културата ни е важна и колку сакаме да се заштитиме, зашто не е јазиков или не знам идентитетот само политика, најмногу е. Многу повеќе е култура, многу повеќе е цивилизацијскиот аспект, повеќе е нашата литература, нашата драмска литература, театрите, филхармонијата и така натаму. Сите оние работи што го прават еден човек свесен за своето, не? Така да со тоа и се бавиме на некој начин во нашава нова представа во МНТ, кај што низ една семејна драма, комплицирана семејна драма, збориме практично за идентитетот на еден начин и тоа ја прави таа представа актуелна и ја доведува во врска со нашиве сегашни размислувања, проблеми и така натаму. Така, може малку повеќе детали да откриете, канадско-ливански автор е? Да. Важди Муавет се вика авторот, он живее моментално во Париз, таму е и директор на еден театар. Има напишано повеќе драми, има сценарио за филм кој што беше во конкуренција за Оскар. Една љубовна приказна меѓу една арапка што е од Америка и еден евреин од Германија. Со сите компликации кои што доаѓаат понатаму. Тоа е едно меѓу човечкото и речеме она што е национално или етничка припадност. Една тема што кај нас мислам дека е исто така многу интересна и актуелна, а тоа е да речеме за комуникација меѓу етнички групи, за комуникација меѓу разни нации, вери особено и така натаму. Она е една возбудлива драма кај што на една висока подигната температура. Тоа е тоа што ве привлече да се нафатите да ја режирате? Да, јас тематиката? Во МНТ веќе договарав претходно еден или два други наслови и дури за Зимска бајка на Шекспир веќе добивме и средства. Меѓутоа, кога се појави овој текст, сметав дека е тоа правиот текст што треба да се одигра сега во Скопје, дека е тоа правиот текст за тој театар и за мене, за да тие проблеми да ги отвориме и да ги артикулираме, да ги поделиме со публиката и да на еден софистициран начин да се вратиме во центарот на размислувањата на нашата можна публика. Така, читачките проби веќе почнаа, премиерата ќе биде на есен, ќе стасат? Ние почнаме практично сега го коригираме преводот, не го коригираме, не просто гледаме што ни одговара таму, да. И пробаме така да правите проби ќе бидат од септември натаму. Јас верувам дека ќе треба малце повеќе време сигурно. Тоа ќе биде представа што ќе трае околу 3 часа и верувам до крај на годинава ќе дадеме премиера. До крај на година. Добро, што ќе се случи со Зимска бајка на Шекспир? Бидејќи со оглед на тоа што више се доделени средствата? Не, тие практично средства се пренаменети. Баравме пренамена и добивме пренамена за да работиме ова со тие пак. Се откажуваат од Зимска бајка или останува за некои други времења? Вете, Зимска бајка сум ја работел во Америка пред многу години со доста голем успех и мислам дека можам уште еден чекор да направам со тој текст. Не знам дали ќе се укаже таква можност понатаму, ќе видиме. Во секој случај, ова е тоа што го работам во МНТ, тоа е тоа што ќе се појави сега. Рековте дека ви е чест и со актерите повторно да се здружите со актерската екипа од МНТ. Се радувам, да. Кој е делот? Па, вете, така да кажам, главни улоги на некој начин ги играат двајца млади актери, Дамјан Цветановски и Сара Климовска, а играат уште доајаните Петар Арсовски, Емил Рубен и целата таа друга екипа од МНТ, Никола Ристановски, Николина Кујача, Звезда Ангеловска, Тина Трпкова. И не е многу голема поделот, има едно 10 луѓе. Така, генерално кога зборуваме за културата, споменавте дел од искуствата како тоа функционира во условно кажано нормалниот свет. Кажавте примерот со како функционира, како се поставува и избира директор на театарска установа. Генерално во вашето повеќе од 4 децениско творештво 5 децении. 5 децении, да. Каква би била оценката во разните периоди од тие 5 децении на културата? Секогаш била на маргините или во одредени периоди била повеќе на маргините?
И како е денес, генерално? Дали сте конечно задоволен од состојбите во културата? Далеко од тоа, сигурно. Она е практично се сменија разни работи што се однесуваат на плаќањето на луѓето што работат таму. Толку не сум во тек, меѓутоа следам од вести, од новини. А она што е драматично, никако не успеавме ние да речеме да као земја да ја ставиме културата на вистина на значајно место. Бидејќи она е многу значајно за формирање на сите други култури. Од политичката култура, од автобусот, не знам, од сите аспекти на еден обичен живот. Така да, мислам дека имаме многу често политичари кои што немаат свест за значајот на културата и така ја проценуваат, значи така ја третираат од кога треба кратење на буџетот, од таму се зима пошто е лесно тука. Или за брза размена на ресори, може би? Или брза размена, или као за подкусурување, за размена на ресори, за као ќе се снајде тука се едно дали е гинеколог, дали е немам ништо против гинеколози, дали е, не знам, доктор за ова, дали е, не знам, од нека друга специјалност. Нема навистина една долгорочна стратегија и една озбилна желба да се драматично се сменат состојбите таму. Веројатно и од филмот Лед во место со символичен наслов од далечната 80 и некоја таму до Сите сме птици, актуелната представа која ја режирате, во меѓувреме беа многу представи. Три сестри на Чехов, нели? Ајнштајнови соништа, Солун град на духови. Стоиме во место или дупло дно би бил посоодветен наслов за она што ни се случува не само во културата, туку генерално како општество, како нација? Созреваме како што треба или? Ја мислам дека Македонија направи големи исчекори што не се така одма видливи. Не се, како да ви кажам, не го задоволуваат гладта за промени во Македонија. Тоа се што станува со нашиот напор да влеземе во Европска заедница, тоа што стана со приемот во НАТО и така натаму, тоа се чекори за кои што со името, конечно, без обзира што имаме поделени мислења за тоа. Тоа се работи што по мене работат на некакво стабилизирање на овој простор и на земјата. Меѓутоа, граѓаните не се до крај задоволни од начинот на кој се донесуваат одлуки, имаат потреба повеќе да се активираат, што мислам дека е позитивно, дека да желба да учествуваат, барем дел од нив, не? Ама се менува времето и се случуваат промени. Не мислам дека стоиме во место. Мислам дека се мрдат работите, не секогаш во прав начин и многу често, за жал, со, како да кажам, со разни компромиси и со разни не само злоупотреби, но со клиентелизам во целата политички делувања. Така да е измешана работава и ни треба уште време. Не мислам дека Македонија е загрозена, навистина. Она е дојдена до точка да се ги види реалните релации со комшиеве. Да се ги види стварно, значи не покриените, не замачканите, не, како да кажам, фризираните, односно него суштината. И полека и гледаме суштинава. Сега да речеме моментално со Бугарија, гледаме суштината која е, кои се навистина намери, ги препознава. Така да Македонија оди напред, може би не со такви чекори и не баш сосем прецизно, уште се колеба да го најде правиот пат, да натре зборам за нашата поставеност, меѓутоа не сум песимист. Значи, не сум до нешто ќе рече сега готово, ова е тоа, ние никогаш нема да имаме држава, никогаш нема да имаме ова, пропаднавме и така натаму. Ние имаме држава која што се бори да се артикулира до крај, се бори да најде начин како да се однесува, се бори да најде начин како да функционира. Не ни се допаѓа како работи држава, како ги услужува граѓаниве, како одговара на барањата на граѓаните, како ги почитува и така натаму. Не ни се допаѓа злоупотребата на политичките партии. Тоа се можам да го поделам со сите што слушаат тоа. Меѓутоа, од друга страна, тоа е нашата земја и она мораме да ја поддржиме. Значи, нема
neko je odgovoren, znači samo vladava se, ili ne znam, bilo koji, oni su odgovorni, nije se sedime od tribina, prekažujeme topkava navamu, topkata na tomu. Ne, treba sekoj da si zeme delo својата odgovorност и да направи нешто. Иначе нема да може да се формира до крај, нема да може да се артикулира, нема да може да проработи до крај тоа што сакаме да проработи. Значи, она е одговорност колку на сите други, толку и наша. Да, и во таа смисла каков би требало да биде нашиот одговор како современици, како генерација која е одговорна за сите случувања и не треба да им ставиме тоа само на политичарите, вашиот одговор како врвен интелектуалец на предлогот на Франција за решение на спорот со Бугарија. Би требало да биде не гласно и јасно или треба нашите представници да заминат во Брисел? Такви се најавите дека премиерот е денеска таму и дека се уште не знаеме каква е официјалната позиција на Македонија? Јас барем не знам ни што пишува во предлогот. Може би вие сте во тек повеќе, јас навистина не знам, затоа што некој не беше до крај афирмиран, не беше објавен, не, бар не видов ја дека е. Така да не знаеме. Во секој случај, ние не треба да бидеме во аут, треба да бидеме на лице место. Без обзир дали тоа звучи може би у моментов као навредливо, као подценувачки и така натаму. Сите бугарски барања се усвоени, да? се влезени во тој француски предлог. Значи, тоа е се уште како нон-пейпер, бидејќи официјално никој не го поднесува, меѓутоа ако биде усвоено тоа, веројатно ќе биде штетноста голема за Македонија. Ама тие прашања за да влезат таму треба Македонија да каже исто нешто, независно што не е член, бидејќи ќе се однесуваат на обврските што таа треба да ги превземе. Јас не мислам дека Македонија може да ги превземе, ако се тие барања што ги читам последниве денови, дека може да ги прифати сите тие барања. И не треба да ги прифати затоа што ние си имаме своје, нема да кажеме нити од историја, нити од тоа што било. Мојот татко ми бил партизан 3 пати, ранец сум ги видел неговите рани, зашто би заборавиле тоа што било, не? Зашто би заборавиле војната, зашто би ги заборавиле. Па дел од барањата се да се промени историјата во насока на тоа што го очекува Бугарија. Ќе видиме, не знам дали навистина тоа некој ќе го прифати. И дали тоа ќе биде неговата, како да кажам, последна одлука. Затоа што не ни е се едно на сите за некои прашања што таму се отварат. Да, во повеќе наврати сте кажале дека немате потреба никому да докажувате дека сте македонци и дека зборувате, живеете, работите на македонски јазик. Да. Од оваа перспектива денес 4 години по потпишувањето на Преспанскиот договор, како гледате на промената на името? Јас и тогаш го поддржав тој чекор, не затоа што е идеален, туку затоа што мислев дека мора да се мрнеме од место. Ние бевме заглавени во една не само со Грција, него пошироко бевме заглавени и мислам дека со тој чекор се отворија процесиве и дека на некој начин се продиша поинаку, се случија разни работи. Не е едноставно, не знам понатаму како ќе се развива тоа сето и дали ќе се менува нешто понатаму. Во секој случај, мислам дека тоа беше како еден гордиев чвор и во еден одреден момент една гарнитура со Брахаба си го пресече со сите ризици понатаму што се однесува и на нив, не? Така да мислам дека тоа беше позитивен чекор и дека се отворија процесите. Јас во Грција работев и пред тоа неколку пати, така да кога не призна Америка, таму бев баш во Атина, со скопско ауто се возев и така натаму. Така да сакам да кажам дека не се тие не мислам дека се непријатели, него се работи за тоа да секој си ја брка својата политика, својата верзија на историјата, своите амбиции и така натаму. Некои држави се поголеми и имат поеки разни служби, така да потешко излагаме со нив на крај. Добро, но тој Гордиев јазал се пресече и се одблокираа некои процеси, но стасавме до тука и сега натаму повторно не можеме да мрднеме поради некои барања кои веќе еве и вие велите дека се неприфатливи. Па ние мораме да си ги држиме нашите ставови, да се бориме, да влеземе, се разбира, има некоја цена, има некоја точка. Не мислам дека така лесно се кажуваат ова црвените линии до тука ќе одиме, таму ќе одиме. Меѓутоа има нешто што може, има нешто што навистина не може. Така да независно од Европската заедница, независно од нашата желба и така натаму, ние чекаме толку години, 20, не знам колку вие знаете подобро, 15-20 години сме
kao kandidati, neli? Od 2005, ne znam koja godina sme tako. Znači, 17 godini sme kandidati, više se ostarepme kao kandidati. Така да можеме да останеме кандидати до крај на живот. Мислам, наредни 20 години, 50 години, мислам, ама мислам дека и на Европа и требаме во моментов каква е ситуацијата. Не дека само нам Европа ни треба, зборам за заедница. Со сите овие пореметувања со војната во Украина, Македонија има поголема цена него што имаше порано. И позначајна. Така да колку ни е нам важно да влеземе, мислам дека исто така и тамо е важно. Така да овие напори што се прават, акробаци, салта, да се Бугарија да се стаи во да се симне ветото и така натаму, се треба да направиме да не бидат на наша штета. Највише што може. Добро, да се вратиме на културата. Ја се разбира, не се бавам со политика на начин детално, мислам, следам као било кој граѓан. Да, кога ме прашав за грешките што сте ги направиле во професионалната кариера, дали таму го вбројувате и вашиот краткотраен политички ангажман, бидејќи да го заокружиме овој дел од разговорот? Знаете како, јас 95-6 година станав министар, 2,5 години бев. Тоа беше после само 5 години од кога Македонија стана независна. И некако мислев дека треба сите да направиме нешто, земјава да се подржи на сите планови. Предходно доста е критикував културната политика, ми рече владата рече, сега дојди малце да видиме на лице место. Што можеш, не станав член на партија ни тогаш ни после тоа. Не ми беше лесно тие 2 години, зашто бев надвор од мојата професија, што ми е главна. Мислам дека потрошив едно време од својот живот во нешто што можеби немаше потреба да го потрошам, а од друга страна па мислев дека ако не влезам во тоа, никош не можам да ја разберам како функционира државата и како функционираат односите. Така да тоа беше едно за мене, меѓу другото, и корисно искуство да ги видам работите од друга страна. Значи не само кога некој што ќе каже сега тука страшно е како именуваат директорите, него некој што ќе биде таму на лице место, па ќе ги види другите аспекти на целата работа. Така. Активен сте прилично и во странство, со многу представи во соседна Србија. Зошто во соседна Србија условите за култура, културното творештво, создавањето не само на представи, туку и на серии, и на филмови, е толку поголемо и србите се толку попродуктивни на тој културен план, кога политички и тие не стојат далеку подобро од нас. Генерално целиот Балкан е во слична ситуација. Знаете како, тој бранд цунами на серии што се снимат во Србија, он е сепак политиката стои за тоа. Два големи конгломерати се за тоа, едниот поддржан од председателот Вучич, другиот поддржан од други некои бизнис сектори и практично вложуваат едни пари во производство на серии со тоа што го, како да ви кажам, го хранат народов со како да го троши слободното време и со што да се бави и кои погледи да ги има и кои теми на интерес. И практично таа, не знам, 20 колку серии се произведуваат годишно, е огромен број, може би помалце, не знам точно, е комплетно ранен. Као ние со турскиве серии едно време што се хране, мислам, јас не мислам, али да речеме наша популација, се хранеше затоа и тоа диктира еден начин на живот, диктира еден начин на комуникација, вредности, сите аспекти ги отвора. Вие во таква навала на серии, серијата го ја превзима реалноста на некој начин. Серијата може да покаже пострашно од реалноста или да покаже подобро од реалноста, така да гледачот се определува меѓу тие работи и се врши, се разбира, една политичка пропаганда во еден многу софистициран вид. И практично од таму доаѓаат. Кај нас нема или многу малку има серија на две што се снимаат, се доправаат од други финансиери, од други аспекти. И го нема тоа, така да не може да се спореди. Да, но многу почесто од нашите врвни театарски, актерски имиња се таму, отколку што се српските овде во Македонија. Значи, таа политика на некој начин, ако си има за цел пропаганда, привлекува и странски имиња. Се разбира, да. Мислам, вие не може да играт
не знам, овдека толку странски серии од соседни, зборам за соседниве земји, кај што нема да имат некој одредено влијание. А мислам дека у Србија снема глумци. Знам дека звучи може би парадоксално, меѓутоа толку се снима да више не може да се потреба од нови лица. Имаме наши глумци сега што снимаат, на пример, мислам дека Тони Михајловски снима една серија од, не знам, 200 епизоди. Никола снима серии, Сара снима, не знам кој се... Има цела група на луѓе оде да снима таму, прво затоа што се интересни како глумци, се разбира, тој да не го скокнеме. Меѓутоа, од друга страна и навистина им се потребни други лица и им е потребен контакт со овдешната популација. Така да кога ќе видиме дека наш глумец игра тамо, уште повеќе сме заинтересирани за таа содржина, за тоа. Или пак недоволни се буџетите и парите што ги заработуваат дома. Има ли се уште во Македонија финансиска цензура во културата? Своевремено кажавте дека сте жртва на финансиска цензура. Не знам како точно сум рекол, сега не ги памтам баш сите мои изјави. Ама тоа најверојатно се односи на период кога не работев ништо или добивав речеме минимални пари за да работам. Ја не знам, треба да кажат луѓе што не работат можда. Значи не знам, да речеме, да видиме кај се тие луѓе што работеа кога беше ВМРО, да речеме, на власт, као што е Пројковски, као што се други, кај се сега. Значи, гледам, ја знам каде Пројковски работи по Војводина, во Србија, во Босна, во Црна Гора и така натаму. Значи се е исто. Сега тие што работеле во времето на ВМРО, сега работат надвор бидејќи не добиваат тука проекти. Па ја не знам дали само зарад тоа. Конечно, видите, да мрднете од Скопје е некаква афирмација. Значи одите на друго место, у друга средина, па од таа средина на друго место и така. Така да тоа е измешано. Не, зборам и за тогаш и за мене исто така. Ја не работев во Македонија, меѓутоа, знаете, полесно ми е ќе седнам на точак или не знам со кола, зависи што возам, и ќе дојдам до театар за 5 минути. А кога одам у Белград на проба, треба да сам кола да возам 5 сати, па да не знам таму и така натаму и така натаму. Така да се комплицирано. Не мислам дека се работи за цензура, али сигурно дека има многу луѓе кои што добиваат, посебно да речеме 2-3 министри пред сегашната, кои што добива многу пари за проекти кои што не се знае што стана со нив, сигурно. Кога ве прашав пред малку дали сте задоволни од состојбата во која се наоѓа македонската култура денес, рековте далеку од тоа. Кои аспекти би требало да се подобрат? Што е она што и недостига и како би требало да се решат работите? Кога би биле повторно министер за култура, што би сториле? Па не би бил прво сигурно министер за култура, затоа што видов доволно е, мислам, така да... Лекцијата научена. Да речеме, да. И немам вака адхок мерки, сега да ги кажам, ова треба да се направи. Меѓутоа, апсолутно мислам дека мора да има повеќе пари. Знам дека тоа звучи банално, едноставно. Мислам, да речеме сега, конкретно, мојот проект, овој што го работам во МНТ, е со најмногу пари има добиено од Министерството за култура. Доби 4,5 милиони, сега падна на 4 бидејќи имаше рестрикции, може ќе падне уште, не знам. Тоа е сепак само една третина, да речеме, од тоа колку чинат моите проекти на други места. Значи, за да имате вие квалитетен проект, поред таленти, локални способности и така натаму, и мора да имате озбилна екипа која што следи, која што доаѓа таму. Така да таа озбилна екипа чини технологијата, чини развојот на нови средства во уметноста, чини и така натаму. Така да, знаете, колку се вложува, толку ќе има. Ние ако немаме средства да ја истуркаме нашава уметност, да ја турнеме во свет, нема се чуе за нас. Мислам, супер дека танец оди, значи секоја се радувам, не сум против, меѓутоа не е Македонија само танец. Македонија е и се друго. Филмови имаме цела една генерација нови автори, многу интересни, кои што одат лево десно, имаме сликари и така натаму. Не ги редам сите. Имаме потенцијал. Ние со ова вложување сега што го имаме, ние имаме огромен потенцијал за афирмирање на Македонија во светот, во Европа. Као една земја која што е апсолутно на ниво на другите.
И се што создаваме се чини како да е недоволно. Оценувате дека имаме дефицит во културната продукција и дали кај македонската публика генерално има глад за вистинска уметност или се е свртено кон таа ново компонирана уметност, реалните шоуа или... Знаете, треба да има понуда за да може да одбере. Значи, ако нема што ако полесно е да се сврти телевизорот на реално шоу на српски или веќе не знам кој јазик, македонско не знам дека има, тогаш тоа е тоа влијание, тоа е таа леснотија со која што влегува. Така влегува јазикот, така влегуваат термините, така се менува се. Вие јазиков не може да го чувате ако немате програми на квалитетен програм на македонски. Вие зборам или албански се едно, на сите јазици тука. Вие нема како да го сочувате јазикот ако немате литература која што е достапна, ако немате како нема да го фирмирате јазикот во странство ако не можете да ги пратите тие книги или да ги ставите на електронска форма да бидат достапни за сите. Значи мора како да кажам да се целото таа различност на државата да експлодира некако надвор, да се прикаже надвор, да бидеме присутни, затоа што е таму вие не знам, пошто Србија спомнавме неколку пати, па имаат тенисер, па имаат не знам филмски режисери некои, па имаат костурица, не знам, се едно што мислам за сите тие. Зборам дека значи имаат и тоа е Србија. Па имаат авиокомпанија, па имаат не знам што. И така натаму. Сакам да кажам дека ние мора да се навистина да направиме еден огромен напор да испрлиме, не да испрлиме, да го лансираме тоа што го имаме тука. Тука не мислам на себе, навистина мислам на нови идеи и нови работи, особено да речеме во литературата имаме пробиви, меѓутоа може да биде уште понатаму. Но еве откако си замина на пример Стефановски, не знам со Дејан Дуковски дали соработувате, порано бевте еден тандем голем. Вчера, например, на ова столче седеше вашиот студент Синиша Ефтимов, па рече, кога јас студирав имаше врвни имиња меѓу професорскиот кадар на таму, на факултетот за драмски уметности. Сега вели, прашањето беше зошто не достигаат драмски автори повеќе, сценаристи. Имате ли вие впечаток дека не достигаат луѓе, еве, а актерите од друга страна пак и ги извезуваме во странство бидејќи како да имаме премногу? Па да ги извезуваме не зашто се премногу, ги извезуваме само најдобрите. Не можеме сите да ги извеземе, се разбира. Имаме многу невработени луѓе од актерите, бидејќи имаме хиперпродукција на неколку школи сега, не е само една. Знаете како, има осцилации во генерациите секаде. Значи, драмски имаше, факултетот драмски имаше на среќа што се појави една генерација која што тој момент беше прва, интересна, работеше многу и така натаму, и тоа своје искуство го даде и го подели со студентите без задршка. Понатаму во она што оди понатаму е, ја верувам дека и сега има или ќе има и дека на факултетот му треба да земе воздух и да оди понатаму со нови квалитети и мислам дека тоа ќе се случи. Може би има осцилации како секогаш. Не е лесно да се замени една генерација која што беше многу широко присутна во екс-југословенскиот простор. Сега не имаат можност луѓето да се афирмираат на таков начин. Ке ми замери публиката ако на крајот не ве прашам и за еден од вашите култни проекти Бушава азбука. Пред да почне Горан Стефановски напиша дел од епизодите, дали тој проект састана тука и... Ние Бушава азбука имаме комплетно завршено со тоа што Горан не го доврши Марин Алчевски од Загреб, еден измореден сценарист, професор на Академијата во Загреб и тој го допре и тоа што вториот дел од серијата го допиша со учество на нашиот тим. Ние практично имаме готова серија за која што за жал не успеаме да најдеме средства да се сними, бидејќи порано јавниот сервис тоа го правеше, сега јавниот сервис, ја не знам дали постои во смисла на продукција на програма, така да имаме серија што е готова, што не може да се сними и можеби нема ни да се сними никогаш, бидејќи нема веќе расположение, нема продуцент за образовни програми. Професор, ви благодарам многу за гостувањето во утринската неделна и за стрпните одговори. Ми беше задоволство. Ви посакувам натамошен успех во сите проекти. Фала. Почитувани гледачи, тоа беше Слободан Унковски, еден од нашите најпознати режисери.